загрижува фактот што обвинетите продолжуваат да добиваат јавен простор за изјави и медиумски настапи. Иако се соочуваат со сериозни обвиненија поврзани со последиците од настанот во кој беа уништени 63 животи и зацрнети 200 семејства. Тие се однесуваат како тие да се оштетени, како да не знаат зошто се обвинети, како прв пат да слушаат дека дискотеката Пулс постоела. А и постоела и работела цели 13 години. Иако правото на одбрана е неприкосновено во секоја правна држава, еднакво е важно јавниот дискурс да биде чувствителен кон жртвите. Ние семејствата кон заедницата која минува низ долготрајна траума, гласот на родителите, семејствата и сите засегнати мора да биде во центарот на вниманието. Ние сме луѓето кои секојдневно се борат со последиците од трагедијата. Ние имаме легитимно очекување дека институциите ќе постапат брзо, одговорно и објективно, без пролонгирања кои оставаат впечаток на неажурност и незаинтересираност. Семејствата и граѓаните очекуваат пресуда кој ќе одрази тежината на трагедијата и ќе испрати порака дека животот на секој граѓанин е вредност што мора да биде заштитена. Токму тоа е основата врз која се гради довербата во правниот систем и функционалноста на институциите. Вистината, отчесноста и правдата не смее да останат само формални и одредби на хартија. Тие мора да се манифестицираат преку конкретни резултати, одговорни одлуки и целосно исполнување на законските обврски во интерес на жртвите, нивните семејства и целата јавност.